Добар ден, јас сум Александра Вуксановиќ, гледате поинакви вести на Слободен печат. Почина студентот од Турција што синоќа беше застрелан во Штипско кафуле. Тој синоќа ладнокрвно беше застрелан во кафуле во центарот на Штип, пошто им поднегнал на повредите во интензивната нега после неуспешна реанимација, потврдуваат за Слободен печат извори од болницата. Според нашите информации, станува збор за студент по дентална медицина роден 2000 година. Нејасни се мотивите за нападот кој ја вознемири македонската јавност. Неофицијално автомобилот на Полат бил забележан пред патарината кај скопското село Миладиновци, а бегалецот не запрел на знакот на полицијата и ја пробил рампата, продолжувајќи да вози со голема брзина. Полицајците реагирале и отвориле оган кон автомобилот во обид да го запрат. БМВ-то очигледно оштетено е пронајдено неколку километри кон Скопје. Прочитајте повеќе од колешката Мирослава Симоновска на slobodnpečat.mk. Васил Јованов, кој смртно ја прегази Фросина Кулакова, денеска седнува во обвинителната клупа. Тој е осомничен за кривично дело тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот за сообраќајката од јануари годинава на булеварот Партизански одреди во Скопје. Да се потсетиме на овој случај. Јованов без возачка дозвола и под дејство на алкохол управувал возило со брзина од 91 км на час на пешачки премин на црвено светло, удрил во Фросина Кулакова, која поминувала на зелено светло за пешачци. Од силата на ударот, Фросина се здобила со тешки телесни повреди и починала на лице место. За делото за кое се товари Јованов е предвидена затворска казна до 20 години. Случајот ќе го води судиката Снежана Марковска. Се станува ли сериозна држава само ако се купи владин авион? Директорот на службата за општи и заеднички работи на владата Ивица Томовски го вели токму тоа. Ако сакаме да бидеме сериозна држава, треба да имаме соодветно летало, односно соодветен владин авион, и не треба да се симнуваме на ниво соседните држави да не собираат со нивните авиони кога треба некаде да одиме со заеднички делегации, вели директорот на службата за општи и заеднички работи Ивица Томовски. Новиот владин авион ќе не чини од 20 до 50 милиони евра, а планирано е да се купи поголем авион со 14 седишта. Сегашниот Лирџет имал само 6. Ако сакате да ја наполните или да ја дополните плинската боца, тоа веќе не е можно. Единствена замена на празната со полна плинска боца од пред 10 дена се практикува на бензинските пумпи во земјава. Ваквата практика се однесува не само на оние од 5 или од 10 килограми, туку и за помалите, излетничките. Ова не е резултат на некоја законска измена или на некој нов правилник за точење на горивата, туку само доследна примена на нормите што датираат подолг период, ама не се почитувале. Од ДПИ за Слободен печат ја потврдуваат оваа практика и велат дека од средината на декември минатата година нивните инспектори се на терен и вршат контроли. Дознаете повеќе на оваа тема од Сонја Кириџиевска на slobodnpečat.mk. Сите очи вперени кон Москва. Денеска, 9 мај, на Црвениот плоштад традиционално се одбележува Денот на победата со воена парада. Оваа година по повод 80 годишнината од победата над нацистичка Германија во Втората светска војна. Парадата е во фокус на јавноста, особено поради политичките и безбедносните контексти во кои се одржува. На Црвениот плоштад учество ќе земат и странски лидери и делегации од 29 земји, вклучувајќи го и кинескиот претседател Си Џинпинг. По изборот на новиот папа, медиумите веќе ги нотираат првите грешки на Ватикан. Преседан, за прв пат во историјата била објавена снимка од папата веднаш по неговото објавување. Дали е тоа погрешно или прифатено за новото време, останува дискутабилно. Исто како и името, како точно во Македонија ќе го именуваме новиот папа. Кардиналот Роберт Превост, новоизбраниот поглавар на Римокатоличката црква,
го избра духовното име Папа Лео Лав 14. Со тоа, овој 69 годишен свештеник, роден во Чикаго, стана првиот американец на чело на католичката црква. Денеска е неговиот прв работен ден, кога ќе ја одржи својата прва голема миса како понтиф на католичката црква и своето прво официјално обраќање пред јавноста. Тој беше избран за нов папа на католичката црква по само 24 часа конклава. Папата ќе се појави и на балконот на базиликата Свети Петар за попладневната молитва в недела. Беспилотни летала се слушаа над Индија во текот на ноќта, објави индиската армија. Пакистанските вооружени сили извршиле повеќекратни напади во целата западна граница. Сите напади биле ефикасно одбиени и соодветно одговориле по линијата на контролата во Кашмир, стои во објавата на X. Пакистан негираше дека Исламабад започнал такви какви било напади врз територијата контролирана од Индија, обвинувајќи ги индиските медиуми за ширење дезинформации. Ке заврши ли конечно војната во Украина? 80 години по завршувањето на Втората светска војна, САД остануваат неопходен пријател и партнер на Германија. Ова му го кажал германскиот канцелар Фридрих Мерц на американскиот претседател Доналд Трамп на првиот телефонски разговор кој го имале по неговото назначување за канцелар. Двете страни се согласиле тесно да соработуваат за да се стави крај на војната во Украина и брзо да ги решат трговските спорови. Дали овој разговор ќе донесе резултати, останува да видиме. Ке се исчисти ли Македонија? Судејќи според бројката на волонтери, барем еден ден ќе нема ѓубре. 20.000 волонтери ќе чистат на повеќе од 500 локации во сите општини. Со чистење на околината на Скопскиот аквадукт, во кој ќе се вклучат 200 волонтери, денеска официјално почнува екоакцијата Генералка викенд. Единствениот масовен еколошки настан не само во земјата, туку и на целиот Западен Балкан во организација на Men and Mountain. Во рамките на екоакцијата, чија цел е подигање на свеста за значењето на заштитата на животната средина. На 9, 10 и 11 мај на големиот број волонтери ќе им се придружат и 600 организации. Со подршка на Министерството за образование и наука и УНИЦЕФ, по прв пат Генералка викенд ќе биде вклучена и во едукативниот проект Екочас, што денеска ќе се спроведе во сите основни и средни училишта. Кога е најповолно да купите автомобил? Истражувањето на компанијата за автомобилски податоци Car Vertical покажа дека активноста на купувачите на пазарот на половни автомобили флуктуира во текот на целата година. Најмалку автомобили биле продадени во јуни, што представува 7,6% од годишната продажба, а во декември процентот бил 7,8%. Намалената активност на купувачите во мај и јуни може да се припише на сезонските трендови на пазарот на автомобили. По зимскиот период, побарувачката за автомобили обично се зголемува, бидејќи купувачите размислуваат за замена на своите автомобили. Сепак со доаѓањето на летото, пазарот повторно забавува, бидејќи многу купувачи им даваат приоритет на патувањето и поминувањето време во природа пред купувањето на автомобил, вели Матас Бузелис, експерт за пазар на автомобили. Малку култура не е на одмет за љубителите на операта. Со палењето на фестивалскиот оган и изведбата на операта Риголето од Џузепе Верди, вечер во Националната опера и балет ќе бидат отворени 53-тите мајски оперски вечери, еден од најзначајните културни настани во земјава, што ќе трае до 31 мај. Музиката поврзува луѓе. На големите концерти, какви што држат Rolling Stones или Coldplay, сите луѓе се едно. Дишат со една енергија, живеат со една енергија. Веруваат во љубов,
разбирање и толеранција. Затоа и постојат концертите, за луѓето да се почувствуваат како дел од нешто поголемо, како дел од некоја заедница што вибрира во ист ритам и во иста идеја. Ова го вели за Слободен печат Владко Стефановски, најдобриот гитарист што некогаш сме го имале, светскиот музичар од Македонија, кој со гитарата зборува на јазикот на душата. Во ексклузивно интервју на Слободно со Агнеса, разговорот не се случи во студио, туку на клупа, на обична клупа, по дожд, кога воздухот мириса на свежа, а сонцето полека се враќа меѓу лисјата. Колку гитари имаш? Па доволно за еден балкански гитарист. Имам прилично добра колекција, голема колекција. Па не ми е срам да кажам колку имам гитари. Ајде. Бев пето оделение, значи колку сум имал 10 години, 11 години, на една игранка во Ѓорче Петров, во културниот дом во Ѓорче Петров. Свиреше некоја група локална, а ние како група од Тафталиџа тука отидовме, бевме гости. Отсвиревме 2 песни. Ја бев натапани, има микрофон и пеев малце. Ама тоа беше толку наивно, толку смешно и толку наивно. Со автобусот идовме. Од инструменти имав само пар палици. Немав ништо. Еден пар палици. Толку. Многу наивно, многу скромно. Шармиравте женски со песни во тоа време? Да, знаеш што, дури на тој настап, ја бев многу мал, мал бев. И ми придоа некој девојки, се сеќам, што е Сладок Малиов, и ме штипа за образ. Што е Сладок Малиов. Тоа беа коментарите. А добро се, ако си добар музичар, ќе шармираш, се разбира. Ќе шармираш околу. Апсолутно. Жените сакаат музичари.